Најавата на градоначалникот Радко Димитровски дека проектот за уредување на кеот на Кочанска река во централното градско подрачје ќе биде долготраен процес кој можеби ќе го реализира некоја нова гарнитура на локалната власт, сама по себе зборува за каква чувствителна и истовремено сериозна одлука станува збор. Тоа што на проектот му се дава засега неопределен период за реализација, потврдува дека никој нема намера на брзина да го преобрази речното корито со постоечката инфраструктура и да им го наметне на граѓаните како своеволно решение. Туку целта архитектите и секој жител на Кочани да го направи тоа што е најдобро и што ќе опстои и трае со децении. Со конкурсот што го распиша општината практично е разбудена креативноста на заинтересираните. Со овој конкурс ние како општина даваме награда за идејно решение, значи им фрламе ракавица на архитектите, градежниците и другите заинтересирани кои што можат да предвидат покрај сегашните содржини кои што ги има во Кочанска река, да предвидат и нови содржини, бидејќи Кочани е едно од ретките места во Република Македонија каде што имаме обилна количина на вода во текот на целиот летен период и сакаме да таа вода ги искористиме. Дали ќе биде искористена за шеталиште, дали ќе биде за детски катчиња, дали ќе биде за некои други активности, дали настрешници, дали ресторани и така натаму, седешници, тоа оставаме на архитектите. Значи, од тие идеи кои што ќе ги дадат, наредните генерации, односно наредните они кои што ќе дојдат на ова место, можат да изберат кој од проектите ќе се реализира. Било со средства од буџетот, било со некои други разни донацијски средства кои што ги има, дали од државата или надвор од државата. Природата и човекот низ годините наназад од кеот на Кочанска река создале своевиден предпознадлив символ на градот, кој се прослави со својата чистота и убавина. Затоа во секоја нова идеја на архитектите и другите креативци ќе мора да се зачува значаен дел од автентичноста, а современите сегменти да ги задоволат потребите на новото време и сваќањето на новите генерации. Инаку и претходните генерации размислувале со што да ја надоградат убавината на кеот, па поедини локални фактори одамна имале идеја да инсталираат фонтани и водоскоци долж централното корито, но таквите идеи се изгубиле некаде. Годините пред нас ќе дадат одговор на прашањата поврзани со уредувањето на кеот, а граѓаните се тие кои треба да го аминуваат секој сегмент од овој естетски и функционален проект на Кочанска река. Покрај водата, тревата и камените ѕидови, овој атрактивен простор може да добие многу повпечатливи содржини за воодушевување на кочанчани, но и на многобројните посетители.